Најдоцна до крајот на септември Осоговските планини стануваат заштитено подрачје од 5-та категорија. Владата го задолжи Министерството за животна средина да спроведе јавна расправа за овој предлог и до крајот на септември истиот да го достави на усвојување до владата. Центарот за развој на Источно-плански регион заедно со своите партнери извршија низа на истражување на Осоговските планини за проучување на незините вредности, природни вредности. При тоа се констатира дека постојат одредени ендемични видови, како животински, тако и од растителен вид, и на база на тоа се одлучија да започнат постапка за прогласување на Осоговските планини за заштитено подрачје. Самото заштитено подрачје ќе биде поделено во 3 зони, и тоа зона на одржливо користење, зона на активно управување и зона на строга заштита. Заштитената зона би опфаќала простор од околу 55.000 хектари. Конзервација на природата, меѓутоа дополнително може да развиеме разни форми на туризам, разни форми на екосистемски услуги од кои што може да има придобивки локалното население, значи тие се некои придобивки, брендирање на пример на производи. Заштитениот дел на Осогово се протега на териториите на повеќе општини, меѓу кои Кочани, Пробиштип, Македонска Каменица и Чишиново Облешево. Тоа е навистина еден голем чекор кој се направи и многу значаен, прво за заштита за она што го имаме како природно богатство и за нејзино, односно рационално користење на природните богатства, што значи дека може контролирано управување, односно контролирано користење. Нема ништо да биде забрането, нема ништо да биде сопрено, меѓутоа сето тоа ќе биде усогласено со законите предвидени за заштитеното подрачје од категорија 5. Во заштитата на Осогово производителите на мед и ориз гледаат шанса за соодветна промоција на осоговскиот мед и кочанскиот ориз. Локалниот производ, нашиот производ, наша цел е ние да го промовираме и тој да биде застапен на нашата трпеза таков како што е произведен, без да му се додаваат некои примеси од странски мешавини и така да го губиме квалитетот на нашиот традиционален ориз. Од друга страна, заштитеноста на Осогово е сериозен проблем за ловџиите кои најавија жесток отпор против конечноста на оваа одлука. Ке има реперкусии и штетни последици врз ловството, рибарството, бербата на шумски плодови, приватната сеча на дрвја и земјоделието во овие подрачја. Ние нема да застанеме тука, нема да се предадеме, поколебаме и откажеме. Стои во реакцијата од Ловечката федерација, чии аргументи на крај ќе бидат посилни, ќе покажат заклучоците од јавните расправи кои ќе се одржат во периодот што следи. Од нив ќе зависи и конечната одлука на владата.